20 зони во градот се прогласени за ерозивни согласно студијата за прогласување на граници на ерозивни подрачја во општина Куманово со акциски план. Студијата е усвоена на седница на Советот на општината, а ја изработи Сдруженијето на граѓани на Регионален центар за шумарство и рурален развој од Скопје. Согласно тендерската постапка, договорот со општина Куманово е склучен во висина од 423.000 денари. Планирано е ерозивните зони да се пошумуваат. Оваа студија беа вклучени уште други, двајца професори и еден асистент, значи Ивица Милевски, предпоставам познат ве исто професор на Природно-математичкиот факултет на одсекот географија, Иван Блинков, исто од Шумарскиот факултет и Божин Трендафилов. Значи тоа на кратко речено тие се експертите за ерозија во државава, знаете каква ни е ситуацијата и колку не има на број. Ова започна како иницијатива, значи овој член 135 од Закон за води, што се бави со штетно дејство на водите, го има повеќе време. Меѓутоа, после поплавите од 2016 година во Скопје, од тогаш настанува иницијатива да се направи со изработка на ваква студија. Значи прво се прави во Скопје и немаме методологија што се ова треба да вклучува. И затоа е малце на повисоко ниво, вклучени се професори, изработена е методологија што се вика од нула. На сличен начин исто во Србија функционираат овие ерозивни зони и со самото донесување на овие ерозивни зони се дава на општината една алатка за контрола при планирањето на некои работи. Сега општина Куманово, и знаете и Куманово е во котлината, тука немаме многу поројни водотеци директно што го заградуваат градот. Повеќе тоа е од аспект како што го правевте претходната точка за поплави. Тоа е таму повеќе опфатено, меѓутоа и ние тука тангираме поројни водотеци, меѓутоа тоа е повеќе надвор од населено место. Че самата студија е некои си 100 страни, ја опфаќа целата општина и можем да кажем дека е многу добра работа ова за општината. Ова е втора општина во државата што има изработена ваков документ, а треба сите да направат. Има и Велес изработена, меѓутоа Велешката ја погледнав и воопшто не ни дава никакви зони на крај. Значи таа е само на хартија колку да има нешто направено. Во однос на ова прогласени се отприлике 20 на ерозивни зони што се наоѓаат околу општината. Во акцискиот план се има предвидени површини за пошумување, бидејќи со пошумувањето најлесно можеме да се справиме со ерозивните процеси. И таму исто така во таа рамка е предвидени буџет, колку тоа ќе чини, бидејќи сега можеби некој ако го погледне, ерозивно пошумување многу се разликува од обично пошумување, бидејќи работиме на посурови терени каде што нема почва и повеќе пари се предвидуваат за вакви активности, бидејќи треба да се донесе почва, на потежок терен се работи и така.